прв дневник на Канал Плюс. Добар ден, еве што ќе гледате. Побрзо средување на проблемот со пробиштипските рудници. Најави пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН од Пробиштип Емил Димитриев. Капитални проекти за наредната година во областа на инфраструктурата и здравството, најавија денес директорот Александар Стојановски и пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Богата програма за дочек на нова година се најавува во речиси сите градови во источниот дел од државава. Трендот на раст на индустријата во последните 4 месеци е извонреден и двоцифрен и покажува дека имаме добар влез во следната година, а ќе помогне не само да се оствари планираната стапка на раст од 3,5% за годинава, туку и да имаме добар старт на 2016 година и да го реализираме растот од 4%. Изјави денес министерот за финансии Зоран Ставрески, додавајќи дека растот на индустриското производство во последните 4 месеци е резултат на добрите мерки и политики што се преземаа во делот на буџетот. За проблемот со пробиштипските рудници директно заинтересиран е и премиерот Груевски. Ова синоќа го изјави пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН од Пробиштип Емил Димитриев. Рударите незадоволни од нередовноста во исплатата на платите, но и небезбедноста во рударските јами од двата рудника. Најавата дека веќе 6 компании пројавиле интерес за инвестирање веднаш позитивно влијае на пробиштипјани. Главен проблем во годината која изминува за жителите на Пробиштип е прекинот на работата на рудникот. Само до вчера од овој рудник над 500 семејства екзистираа. Рударите со нетрпение очекуваат да се најде нов инвеститор кој ќе овозможи рестартирање на работата во рудниците и секако подобри услови за работа и повисоки плати. Но во решавањето на овој проблем, освен општина Пробиштип, ќе се вклучи владата на Република Македонија, истакна пратеникот од ВМРО ДПМН Емил Димитриев. Задослив ради мојот состанок со премиерот за повеќе прашања врзани за општина Пробиштип, меѓу кои најглавното за рудниците Злетово. Од негова страна беше искажана висока доза на оптимизам дека ова прашање брзо ќе се затвори. Битно е да се испочитуваат сите правни мерки во делот на завршувањето на стечајната постапка и стварање услови за продажба на рудниците преку пренесување на концесиското право со останатиот дел од објектите кои што сега имаат одредени товари од компанијата која што стопанисуваше до сега. Значи сето тоа да биде завршено на еден регуларен правен начин и ако се земе предвид дека веќе има 6 компании кои што изразиле подготвеност да го купат рудникот Злетово. Истото се однесува и за Тораница, бидејќи има и регионални телевизии. Значи, јас сум оптимист дека ова прашање ќе биде успешно затворено. 2016 година за Пробиштип ќе биде година која што ќе бележи крупни инвестиции. Во идната година на економски план треба да отпочнат со работа 3 големи компании кои се значајни за пробиштипјани, истакна Димитриев. Најбрзо очекувам да започне со работа рудникот со новиот собственик, значи рестарт на рудниците Злетово. Некаде околу средината на годината очекувам да започне новата фабрика алеарницата Crownfield Industry и некаде при крај на годината очекувам да започнат активностите и почетокот на работа на новиот рудник Плавица. Значи тоа за едно мало место, релативно мало место како што е Пробиштип е огромно нешто на планот на економијата. Сепак, како најприоритетен е рудникот. Рударите од двата рудника годинава 3 пати го прекинуваа производството, кои се незадоволни од нередовноста во исплатата на платите, но и небезбедноста во рударските јами. До сега тие немаат земено плата повеќе од 4 месеци, но со најавата дека веќе 6 компании пројавиле интерес за инвестирање, веднаш позитивно влијаеше на граѓаните, вработените во рудникот и нивните семејства, кои со душа чекаат нивниот труд да биде исплатен и да имаат подобро утре.
Градоначалникот на општина Пробиштип на вчерашната средба со бизнис секторот ги изложи досега сработените проекти и оние кои следуваат идната година, односно направи кратка ретроспектива на која ги представи и приоритетните за годината што следи. Градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски на вчерашната средба со бизнис секторот ги образложи досега сработените проекти и оние кои следуваат идната година, односно направи кратка ретроспектива на која ги представи и приоритетните за годината што предстои. Тој истакна дека општината 2015 година ќе памети по многуте инвестиции и инфраструктурни зафати и како голема негативност за оваа година го издвои проблемот со рудникот, а како желба за новата година е да се надмине истиот проблем. Се надевам дека тие проблеми многу брзо ќе бидат надминати, дека ќе се најде стратешки инвеститор кој што ќе успее многу брзо да го рестартира рудникот. Тоа е мојата најголема желба за новата година, а ние како локална самоуправа ќе се потрудиме да ги зголемиме нашите инвестиции уште повеќе во наредната година. Веќе имаме испланирано и најголем дел од средствата од буџетот на општина Пробиштип ќе бидат вложување во патната инфраструктура, во локални улици и патишта, меѓутоа и во многу други проекти кои што јас ги споменав во мојата презентација и ќе се потрудиме колку што е можно повеќе да ги подобриме условите за живот на нашите сограѓани, а пред се условите за живот значат и отворање на нови работни места. Се надевам дека ќе имаме отворање на нови производствени погони. И бизнисмените од Пробиштип на синоќашната средба ги искажаа своите задоволства и незадоволства. Дел од нив направија краток осврт за успесите на нивните фирми и беа со поделени ставови за годината која изминува. Вака, за оваа година мислам дека е една од потешките години бар за кај нас, пошто многу луѓе тоа не знаат ние што се бавиме, иначе ние се бавиме со собирање и прибирање на секундарни сировини и класификација на секундарните сировини и така да светскиот тренд на паѓањето на берзите ни доведе така да сме во многу тешка состојба оваа година, пошто цените се ни паднати на упола од оноа што беа. Па 2015 како и минатата година, а и како за млада фирма, можеме да кажеме успешно, полека напредуваме, се стабилизираме, така се надеваме дека 2016 ќе биде уште поуспешна. Како една најрепрезентативна фирма од Пробиштип се издвојува фирмата која произведува акумулатори, чие производство е близу 1 милион на акумулатори годишно. 2015 година беше многу успешна година за компанијата Тапмак. Покрај големиот број инвестиции во современа опрема, успеавме да произведеме повеќе од 1 милион акумулатори. Тоа е голем успех за нашата компанија. Најголем број од произведените акумулатори се пласирани за извоз. Наши најголеми партнери се Франција, Шпанија, Англија, Русија и останати држави. Производството од над милион акумулатори значи голем финански бенефит, односно девизен прилив за државата и за општина Пробиштип. Вработивме голем број на ново вработени во фабриката, значи сега имаме повеќе од 335 ново вработени во фабриката со намера во наредната година да го зголемиме производството, тоа значи и отварање на нови работни места. На средбата присуствуваше и пратеникот од ВМРО ДПМН Емил Демитриев, кој истакна дека со ваков развој може да се очекува за кратко време Пробиштип да биде лидер во регионот. Директорот на Штипската клиничка болница Александар Стојановски и пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Никола Мицевски најавија капитални проекти за наредната година. Меѓу останатите е изградбата на новата клиничка болница и инфраструктурни проекти. Во 2016 година ќе започне изградбата на клиничка болница Штип, со што ќе се реши долгогодишниот проблем на граѓаните од источниот регион. Со донесување на законот за задолжување се обезбедени финансиски средства, со кои ќе се изгради нов современ објект, преку кој ќе се пружа поефикасна здравствена заштита за околу 250.000 жители во регионот. Се надевам дека оние технички формалности кои што се при крај, бидејќи кредитот од Светската банка, каде што има малку поголем број на документација за средување, ќе биде завршен, и она што е ветување пред граѓаните, клиничката болница, која што е еден објект импозантен и кој што е примарен објект за Источна Македонија, ќе почне да се гради и нашите сограѓани ќе го добијат тој објект толку очекуван и посекуван. Освен изградбата на клиничка болница и во новата година ќе се продолжи со реновирање и санирање на одредени одделенија,
и опремување со несовремена опрема. Апсолутно новата опрема што се однесува до поголемите проекти се од страна на Министерството, како што знаете, самиот акцелератор се гради и објектот и донесувањето на истиот во придружба на компјутерскиот томограф, кој што ќе биде заеднички со акцелераторот за брза процена на пациенти заболени од карцином, кој што секој представува една проблематична гранка за секој општество, а ние за овој регион ќе можеме да понудиме додатни услуги, набавка на опрема од типот на артоскопија, значи нови столови за преглед, оперативни столови, размислуваме значи за наредната 2016, како и друго во рамките на програмата на Министерството, која што континуирано донесува за оваа болница соодветна опрема. Штипските претеници ќе продолжат и понатаму да се залагаат за реализација на проекти кои се битни за градот и за источниот регион. Приоритет ќе остане изградбата на експресните патишта и автопатот, како и довршување на гасоводната мрежа, со што Штип ќе добие ефикасен енергенс, како за развој на стопанството, така и за потребите на граѓаните. Општините од крајниот исток на големо се подготвуваат за дочек на најлудата ноќ во годината. Организиран дочек на градските плоштади ќе има во речиси сите општини, а новогодишни забави денес беа организирани за најмалите. Општините од крајниот исток на големо се подготвуваат за дочек на најлудата ноќ во годината. За најлудата ноќ општина Пехчево организира спонтан дочек на градскиот плоштад Свети Петар и Павле со прослава која ќе започне во 22 часот, а ќе кулминира со огномет на полноќ. Традиционално општина Берово пак дочекот на Нова година го организира на својот градски плоштад. Општина Берово, како и секоја година, традиционално организира дочек на плоштадот Димитар Беровски во Берово, дочек на Новата година, сметајќи дека сите граѓани не можат да идат и самите да организираат и да присуствуваат во ресторантите, ценам дека со една пригодна програма која ќе биде скромна, но сепак ќе го одбележи испраќањето на старата и доаѓањето на новата 2016 година. Сметам дека со ангажирање на еден наш домашен бенд, тоест дувачки оркестар, расположението ќе биде на високо ниво. Во самиот момент на доаѓање, тоест очекување на 24 часот, ќе имаме богат и раскошен, гламурен огномет и со тоа сметам дека граѓаните ќе бидат општо задоволни и ќе ја дочекаме 2016 година, како и другите години што сме се организирали. Во пресрет на новата 2016 општина Делчево денес организираше новогодишна забава за најмалите, а дочек на нова 2016 година е планиран и на градскиот плоштад во Македонска каменица. Општина Македонска каменица заедно со културно-информативниот центар Романса и оваа година, како и претходните години, ќе има свечано спектакуларен дочек на новата година. За присутните на плоштадот ќе има организирано покрај огномет, има топло чајче, греана ракија. Присутните на плоштадот ќе ги забавува Цар бенд. Програмата ќе започне во 22 часот, ќе трае до раните утренски часови. Инаку, освен организираниот дочек на новата година на градските плоштади, речиси сите угостителски објекти на крајниот исток се исполнети до последно место. За суми од 20 до 30 евра по лице, граѓаните ќе можат уште еднаш да ја испратат старата и да ја кажат добре дојде на новата година. Градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Елчо Захариев, денес го посетија децата од детските градинки Астибо и Вера Циревири Трена. На искрените желби од дечињата од двете детски градинки за успешна истрекина Нова година, денес преку новогодишна приредба беа искажани пред градоначалникот Захариев и вработените во локалната самоуправа. Ние дојдевме кај градоначалникот да ја кажеме нашите жалби. Која е твојата желба? Желба моја, желба твоја, сите желби прават свет. Една заедничка желба, имаме средни деца во целиот свет. Мојата желба е најубава. Дечињата и од Дедо Мраз побараа да им донесе подароци. Сакам Дедо Мраз да ми донесе топка. Дедо Мраз да ми донесе кукичка. Сакам да ми донесе Дедо Мраз подарок. А каков подарок? Со кола. Дедо Мраз да ми донесе таблет. Сакам да ми донесе Дедо Мраз топка. Дедо Мраз сакам да ми донесе котичка.
Ваквите предновогодишни посети на општината се традиционални и дечињата секогаш знаат да ги побудат позитивните емоции кај вработените. Како и секоја година, така и ова, дечињата му честитаа празниците на градоначалникот и на вработените во локалната самоуправа со нивна прекрасна извонредна приредба која што секогаш предизвикува позитивни емоции. Од страна на градоначалникот беше врачено по едно новогодишно пакетче до секое дете и со желби за понатамошно здравје, безгрижно детство и уште многу такви соработки приредби помеѓу градинките и општината. На овие средби, иако се мали, дечињата ги искажуваат своите желби за да се подобри средината во која живеат. Приватните ферми од Делчево во соработка со општина Делчево, предводена од градоначалникот Дарко Шехтански, приредија предновогодишна забава. На бината во градскиот парк во центарот на Делчево се собраа мноштво граѓани со своите дечиња да ја проследат забавата на која учество зедоа учениците од двете основни училишта. Денес дечињата од Делчево му посакаа топло добре дојде на Дедо Мраз во рамки на новогодишната забава, што ја организираше општина Делчево наменета за најмалите. Забавата започна во детската градинка Весели Цветови со новогодишна представа. Театарската представа беше изведена од страна на воспитниот и изгрижувачкиот кадар. Голема благодарност до нив за вложениот труд. Исто така би сакал да изразам голема благодарност до локалната самоуправа општина Делчево, посебно до градоначалникот Дарко Шехтански, со тоа што им обезбеди пакетчиња на децата. По представата, дечињата ги изненади Дедо Мраз доделувајќи им ги пакетчињата, обезбедени од градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански во соработка со бизнис секторот од Делчево. Забавата продолжи на сцената во градскиот парк со музичка програма, подготвена од децата од основните училишта од градот и доделување на новогодишни пакетчиња за дечињата од 1 до 5 оделение. Кажи ми зато што ти донеси Дедо Мраз? Пакетче. Ти го видели Дедо Мраз? Да. Што ти донеси Дедо Мраз? Пакетче. Што има во пакетчето? Бомбони и чоколад. Чоколади. Друго? Смоки. Што ти донеси тебе Дедо Мраз? Пакетче. И? Што има во пакетчето? Чоколади, бомбони, смоки, чипс. Кажи, ти го видели Дедо Мраз? Да. Што има Дедо Мраз? Како е обличен? Црвена наметка. И капа црвена? Да. Тебе што ти донеси Дедо Мраз? Круасан. Сок. Каква брада има Дедо Мраз? Бела. А каква наметка носи? Црвена. Ти сакаш ли секоја година Дедо Мраз да доаѓа на нова година? Да. И што носи секоја година? Пакетче. Најголема радост за дечињата денес беше пристигнувањето на Дедо Мраз и новогодишните пакетчиња. Кон организацијата на новогодишната забава за најмалите се вклучија и основните училишта од градот и детската градинка Весели Цветови. Градските власти во Миланово ведоа 3-дневна забрана на возење на автомобили низ градот за барем малку да се расчисти загадувањето на воздухот. Италија е една од земјите која во последните неколку години има големи проблеми со загадувањето на воздухот, а високото ниво на штетни материи ги натера властите да ја ограничат употребата на моторни возила од 10 до 16 часот, почнувајќи од вчера па се до среда. Тоа значи дека луѓето ќе можат да одат и да се вратат на работа, но во текот на работното време нема возење низ градот. Слична забрана има и во Рим, каде во наредните денови ќе се применува системот пар-непар. Возилата кои имаат непарен број на регистарски таблички нема да смеат да возат еден ден, додека оние со парен број нема да смеат да возат наредниот ден. 2 лица се уапсени од белгиските власти под сомневање дека планирале терористички напади на символични места во Брисел на новогодишната ноќ, соопшти федералниот обвинител на Белгија. Полициската антитерористичка рација се одржала во Брисел, во источната провинција Лиеш и во фламански Брабант, централна Белгија, во неделата и понеделникот. Биле уапсени 6 лица за време на операцијата. 4 подоцна биле ослободени. Според обвинителите, тие немаат директна врска со нападите во ноември во Париз, кога загинаа 130 лица. Според обвинителите, полицијата пронашла воена облика и пропаганден материјал на Исламска држава при претрес на домовите на осомничените. Сепак не се најдени оружје и експлозив.
По модернизацијата на бродоградилиштата, руската бродоградежна индустрија ќе биде способна да произведува носачи на авиони. Модернизацијата треба да биде завршена во 2019 година, изјави председателот на Обединетата бродоградежна корпорација Алексеј Рахманов. Кочанските спортски клубови и спортисти да пријават кандидатура за манифестацијата избор на спортист на Кочани за 2015 година, повикуваат од општината. На манифестацијата ќе се избира спортист за 2015 година, млад надежен спортист, спортска екипа, тренер и спортски работник за 2015. Пријавите треба да се поднесат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани најдоцна до 20 јануари 2016 година. При пријавувањето треба да се достават копии од регистрацијата на спортскиот клуб, од освоените награди и признанија и образложение за кандидатурата. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Довидување до 20 часот.